Почитувани гледачи, почитувани ловци, добар ден. Денес се наоѓаме на стрелиштето Камник, каде ќе поразговараме со член од Стрелачкиот сојуз или Стрелачкото сдружение Предатор, господинот Лазар Петров. Така. Добар ден. Добар ден. Ке сакате ли нешто да ни кажете повеќе во врска со овој спорт? Некој новитет представувам дека е во нашата држава? Така, овој клуб е главно млад клуб, постои 3 години, но истиот е член во Македонска спортска стрелачка федерација и во клубот покрај прецизното стрелаштво, кај што негуваме пиштол 25 метри и снајпер, 100-300 и повеќе метри, исто така промовираме и го развиваме спортот на практично стрелаштво. Ние сме единствен клуб кај што го негуваме практично стрелаштво и исто така имаме клубот членови кои се во ИДПА, асоциацијата, и се надпреваруваат надвор од државата. За прв пат оваа година имавме меѓународен турнир кај што имавме гости и од надвор. Каде се одржа? Во Камник овде се одржа надпреварот. Имавме гости од Србија, кои се во ИДПА, асоциацијата, таму се дружиме. Така беа наши гости и убаво поминавме. Така, што значи тоа ИДПА? Да појасниме нашите гледачи. ИДПА е гранка од практично стрелаштво, има повеќе гранки таму, но ИДПА е интернационален пиштол Defense Association. Таа ни најодговара гранка од практично стрелаштво, иако има и други, за нашето поднивје и нашиот стандард, така кажам. Да. Во главно Македонија се уште не клубот конкретно не е член во ИДПА, во јуни здравје, очекуваме да не примат тој клуб, но имаме веќе 8 членови кои се членови во ИДПА и треба да имаме и суди, исто така во јуни. Така се надеваме дека ќе бидеме равноправна членка како останатите. Значи, за да постанете членка, патот е малку трпен. Да, веќе ние втора година се бориме да станеме членка. Така, кои се условите што треба да ги исполните за да станете член? Првиот услов треба да имаме членови кои ќе се надпреваруваат и во некоја соседна земја, бидејќи кај нас не постои уште. И соседна земја која ни одговараше беше Србија, ИДПА Србија. Таму станавме членови, требаше да има минимум 8 членови да се надпреваруваме во систем на надпревари. Треба да имаме најмалку 20 суди кои треба да положат за да бидат суди во ИДПА и после тоа има право клубот да го регистрираме во ИДПА асоциацијата. Така, од кога е регистриран овој клуб, вашиот? Предатор, така? Да, пред 3 години. Пред 3 години регистриран. Што за да влеземе во федерација чекавме една година, за да покажеме дека сме сериозен клуб, за да може да не стават. Ако не се лажам, вие сте и прв клуб во Македонија кој е со ваков тип или модел на стрелаштво. Да, ние сме прв клуб и главно на почетокот и се уште јавноста не е баш информирана што точно работи клубот. Во главно кои ќе слушнат практично пукање. Што значи тоа практично? Практично пукање многу луѓе го мешат со нешто полиција и војска, но ствари тоа не сосема спротивно. Докато се работи конкретно за спорт има правила спортот. Практичното пукање се претходно предвидени мерки на безбедност за ракување со оружје и оружјето не е како прецизното да мора да биде во една точка да се пука во фиксна мета, тука имаме пукање во повеќе од една мета, пукање повеќе од еден куршум мета, се движиме по стрелиштето во зони определени нормално. Има правила за безбедно ракување на оружјето додека се движиме по стрелиштето. Имаме некои движење со оружјето како промена на рамка и така неправилни ставови. Повеќе елементи има, но тие елементи се врзани со спортот. Има ли интерес овде кај нашите граѓани или членови кои сакат да членуваат во овој клуб? Да, има интерес, но мора да покажат многу поголем интерес за да може да останат во клубот. Во прецизно стрелаштво многу е полесно да дојдеш да станеш член и да те запознаат со тие некои елементи и да тренираш. Овде мора да бидеш сигурен дека сакаш да продолжиш, бидејќи првично бара континуитет, друга работа и финансискиот дел од аспект на опрема, мора да си набавиш собствена опрема, мора да си набавиш собствено оружје. Значи мора да поседувате легално оружје, така со дозвол, за да може да бидете учесник во овој клуб. Така, и освен тоа што ќе поседувате, овде сите лица што ќе дојдат мора да бидат пријавени, значи има некои мерки што се запазуваат со самото доаѓање на стрелиштето. А втора работа, откако ќе дојдеш на стрелиште, има процедура која мора да се безбедносна процедура која мора да се почитува и мора да бидат личностите онака баш сериозни и да го сакат спортот. Да многу луѓе доаѓаат на почеток гледат само за да видат дали може да се пронајдат во тоа,
Некои пробуваат, некои се откажуваат, некои продолжуваат. Се зависи од Така, има и упорни, така. Да, од упорност. Има ли повеќе години некој што членува во овој клуб? Што останале повеќе години од формирањето на клубот? Да, углавно имаме веќе членови што се од сам почеток и излегуваат на надправи дури и надвор. Така, тие членови се некои се 10-15 лица, Така. кои имат континуитет, но имаме и некои 20-30 членови кои доаѓаат повремено, но може да станат и тие редовни со тек на време. Во главно, сите што доаѓаат овде, дојдени се да се сватуваат, да се дружат и да се отидат дома со позитивна енергија. А оружјето го сватат како дел од спортот и само тоа. Колку членови имате сега, како членови во овој клуб, во моментов? Во моментот има околу 80 члена, но како што кажав, не се сите активни. Повремено се појавуваат, некои се активни се, до 30 члена се активни. Вие тука тренирате на овој полигон, така? Во моментот имаме услови само камнега да го користиме, како стрелиште, и имаме договор со Микеј, со нив имаме прекрасна соработка, не подржуваат во спортот, и главно зависи дали ќе имаме тренинзи од термините што ќе ни ги дадат за користење. Во клубот исто така имаме членови 90% се посериозни, мислам фамилиарни лица, кај што исто така и сите работат и немаме можност да имаме тренинзи преку неделата. Тренинзите ги правиме во главно за викенд. Од вака утринските часови, за да можеме да го почувствуваме и понатаму денот што сте ви. Со колку членови можете одеднаш, например, во текот на еден ден да работите, а така да биде да може да ги обслужите сите, нели, со информации, со внимание над нив. Клубот има тренери, во моментот има тројца тренери, но исто така членовите што се поискусни знаат да разменуваат информации, значи интерактивна комуникација имаме целовремена. Таа интерактивна комуникација се состои на искуството што го стекнале за време тренизите и надпреварите, да го споделат со останатите членови. Секој пат има некое лице, без разлика член или тренер, до лицето што ќе реализира гаѓање, од аспект на внимава на мерките за безбедност и да му воочи во случај да има некој пропуст или нешто да види дека не го прави правилно, да му каже да го направи на подобар начин за да има подобар резултат. Така да главно можеме со 10 луѓе да тераме тренинг и да се ротираме на повеќе групи. Имаме супер однос, да кажам. Се прават ли грешки од почетниците тука? Вие нели долги години, веќе 3 години работите на ова поле. Има ли некои грешки кои ги прават така поопасни, да кажеме, од членовите, младите членови, новите? Нови членови. Углавно лицата што доаѓаат овде имат собствено оружје и тие се возрастни лица. Така, веќе Имаат веќе искуство. Но сепак тренизите ги почнуваме со основните елементи и никогаш не се форсира ништо. Се додека не совлада некој елемент од спортот што се наложува да го има, не може да помине во друг елемент. Така да нема простор за да направат грешка. И секогаш има лице до него што го контролира тоа. Така, порака некоја до љубителите на овој спорт ќе упатите? Имам порака до лицата што имат оружје да ги посетуваат повеќе стрелиштата со цел да ги подобрат нивните индивидуални способности за рукување со оружје и да се забавуваат. Така. Да. Ви благодарам за ова кратко интервју, па се гледаме повторно. Фала ви многу. Ќе поразговараме со уште еден член од клубот, нели, Предатор, со господинот Игор Ѓоргиевски. Добар ден. Добар ден. Како сте? Одлично. Вежбате? Да. Така. Барем еднаш неделно доаѓаме да вежбаме, да се дружиме, да се забавуваме пред се. Така, вие сте стандардно тука, така секоја недела доаѓате доека има тренизи. Да. Скоро секоја недела сум тука. Која е вашата функција овдека во клубот? Член на клубот, така. Да. Моментално имаме пријавено и обука за суди во ИДПА Федерацијата, пошто тоа е предуслов за да можеме клубот да го регистрираме во меѓународната ИДПА Федерација за дефанзивно стрелаштво. Така, може ли нешто повеќе да ни кажете за ИДПА Федерацијата? ИДПА Федерацијата основана 1996 година. 20 тие основачи се основачи на ИПС Федерацијата во 76 година и форматот е направен така да
буквално секој што има желба да учествува на таков надпревар во практично стрелаштво, да му се овозможи да може да се надпреварува. Организацијата е направена во повеќе дивизии и во класи пред се, каде што стрелците се класифицирани според своите можности да се надпреварува во соседната класа, без да има некој предност во своите вештини или во самата опрема на стрелците. Оружје наполни. Брате контрола. Испразни оружје. Брате контрола. 5, 3, 4. Дали станува збор само за учество со пиштол или во таа федерација може да биде користено и долго оружје? Во класите се пиштол и посебна класа ПЦЦ, односно пушка со пиштолски калибар. Значи не е дозволено во таа федерација со карабини, со кај нас популарно кажани сачмарки или со мазни цевки оружје, чисто пиштоли и пушки со пиштолски калибар. А револвер? И револвер. Да, и револвер, да. А каде се има одржувано негде овде на Балканот има се одржувано вакви надпревари? Европски, светски? Да, во Србија има, тие се на едно многу повисоко ниво, каде што имат и државно правенство и лига во ИДПА и Значи повеќе клубови, сака да кажете, има во Србија? Да, повеќе клубови и имаме голема поддршка од Федерацијата на Србија, од ИДПА Федерацијата на Србија за да можеме нашиот клуб во Македонија да го зачлениме во меѓународната федерација и сега сме во преговори, имаме одлична соработка со Федерацијата од Србија и еве сме поканети сега во јуни месец на интернационален надпревар во Србија, каде што ќе земеме учество и во тој термин ќе се организира и обука за суди, која што треба да ја поминеме и да полагаме за суди кои што ќе бидат сертифицирани, за да може и клубот после да организира надпревари на такво ниво во Македонија. Кој се може да биде учесник на таков надпревар, кој што кажувате во Србија? Прво треба да има Што се треба да поседува? од опрема треба да поседува нормално оружје, 2 до 3 рамки за муниција. Обавезно е капа, заштитни антифони за слух, заштитни наочари и во ИДП Федерацијата што ориентирана како дефанзивно стрелаштво мора да се носи и елек или кошула, односно оружјето мора да биде прикриено да не се гледа. Сега за услов за учество на таков надпревар треба стрелецот да биде веќе пријавен во меѓународната ИДП. Поседува лиценца некоја? Не е лиценца, него тоа е пријавен и има членски број за таа федерација, да. Која издава? Меѓународната федерација за ИДП која е лоцирана во Америка. Имате поддршка од таму? Поддршка до сега не сме имале ни контакт што се вика, него само Значи вие го кршите мразот. Со други зборови за Македонија. Да, во Македонија да и со сугестии, совети и помош од Федерацијата од Србија. А со Стрелачката федерација на Македонија имате добра соработка и ви помагаат? Секако имаме поддршка за спортот и во организирање на ние сме организирали тука и турнири во практично стрелаштво, меѓутоа не под капа на ИДПА Федерацијата, додека не го основаме клубот, не можеме тоа. А секогаш Стрелачката федерација на Македонија стоела зад клубот. Така, нешто за снајперско надпреварување овдека во Македонија или на Камник? Тоа може да ви повеќе да ви каже колегата Игор Додевски, веќе тој е повеќе инволвиран во тој тип на стрелање. Добро, ќе разговараме со Игор за овој вид на надпреварување. Вие благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.
Ќе поразговараме со уште еден член од клубот Предатор, нели, со господинот Игор Додевски. Добар ден. Добар ден. Сакате ли нешто повеќе да ни кажете за надпревар со снайпер? Па надпреварот со снайпер го практикуваме како дел од прецизно стрелаштво во Македонија. Јас веќе сум трета година член, активен член. Се надпреваруваме во две дисциплини во моментов во нашава држава, толку ни дозволуваат технички можности за стрелиште. Со кој калибар тоа или не игра улога? Во принцип се практикуваат неколку калибри, 308, 857 и 223 за прецизно пукање на 100 и на 300 метри. Значи може да биде не игра улога во моментот на надпреварот со кој калибар се настапува, така? Во принцип еден од овие калибри што ги набројав. Или сите или Не, било кој од овие калибри. Така што се трудиме да задржиме надпреварувачки дух. Повеќето членови што се надпреваруваат го прават тоа и за лично задоволство, еден вид на престиж во својот живот. Така што имаме дружење. Ќе се изродат ли европски шампиони или светски шампиони од овој клуб? Па се надеваме дека ќе Работите на се надеваме. Имаме и доста помлада, Колку членови броева кои се заинтересирани со снайпер, надпревар со снайпер? Па во нашиот клуб четворица, 5 што се занимаваат со прецизно стрелаштво со снайпер. Имаме и, како што реков, и помладок, имаме двајца млади кои сакаат да продолжат да се надпреваруваат. Добре, и кога младите пројавуваат интерес за овој спорт? Мора да има секогаш помлада. Мора да има, без помлада нема да имаме напредок понатака. Така, да. Кажете ми колку пати годишно се организираат вакви надпревари во Македонија? Во Македонија два официјални големи надпревари и плюс Балканска лига се организира, тоа се дополнително 4 Македонска лига, Македонска лига, тоа се дополнително 4 надпревари што се организираат во нашата држава. Во кој период од годината ги организирате или не е тоа пропишано? Во принцип почнуваат сите надпревари на пролет, траат во текот на летото и завршуваат на есен. И 3 годишни времиња. Да, додека се условите добри, да речем. Постигнуваат резултати стрелците? Па да, задоволително. Одлични резултати, морам да речам, и од година на година се поместува границата на добри резултати. Самите ние едноставно се подобруваме и резултатот оди се погоре и погоре. Така, учество надвор од Македонија? Па имавме и учество надвор од Македонија, тоа беше пред месец, не цел месец. Јас бев во Осијек, во Хрватска. Настапивме со многу стрелци, искусни и добро опремени. Европско? Па не е европско, тоа е еден вид балканско, од сите републики од бивша Југославија, дополнително имаше и од Бугарија и беше едно прекрасно искуство. Резултатите од таму? Одлични. Освоивте некој медал или близко до медал? И освоивме и медал. Еден од колегите освои прво место во дисциплина Open, што беше феноменален успех. Добро, ви посакувам повеќе успеси, многу успеси на сите надпреварувања кои се одржуваат во Македонија и надвор Македонија, па и пошироко во светот. Ви благодарам многу. Ви благодарам на вас. Десно дупо.
Ќе поразговараме и со тренерот Зоран Мирковиќ, кој е еден од тренерите нели во клубот Предатор. Добар ден. Добар ден. Како сте вие? Фала на прашање, одлично. Вие? Како одлично и ние со вака добри луѓе секако мора да се чувствуваме расположено. Нешто повеќе во врска со вашата работа овде во клубот? Па вака, дел од мојата работа тука на стрелиштето покрај обуката на членовите за правилно користење на оружјето е да се обрне голем дел и на безбедноста. Пред почетокот на тренингот, стрелиштето ни е поделено на зони. Во една од зоните е каде што се подготвува оружјето за тренинг, се мести во холстер и оружјето не се чепка додека не се дојде на огнена линија во правец на медата. Секогаш стои во рамката празно, без рамка или шаржер во него. Тоа практично ќе може да го видиме Да. покасно малку. Ќе го покажуваме малку подоцна. Кажете ми колку тренери, на колку членови е еден тренер на да дојде? Па најчесто се обидуваме кога еден од луѓето што тренираат работи со оружјето да стои позади него тренер, другите ќе почекаат малку. Би сакале да биде на пример еден тренер на тројца членови од клубот. Сите тројца одеднаш учествуваат Да. во тренингот или еден по еден? Сите тројца може да учествуваат одделно, меѓутоа се слушаат наредбите на тренерот, односно кога се ракува со оружјето, кога се зема, кога се репетира, кога се пука. На што највеќе обрнувате внимание, на правецот на држењето на оружјето, на што повеќе им посочувате внимание на учесниците? Правецот на предходно правилно ракување со оружјето, ракохватот каков треба да биде, како правилно се држи оружјето, за да има помал рикоел или одскок на оружјето, за да побрзо да го извадиме од холстер. Така, пошто ова кажавте малце поспецифично стрелаштво, нели има доста движење, најверојатно треба се обрне внимание повеќе на држењето на оружјето, нели приком движењето. Точно, оружјето не сме да се врти во правецот 180 степени на метата, значи нема вртење назад со оружјето, секогаш е вперено напред према метата. Да. Да. И стрелци нема, мислам, учесници нема во тие степени 180, како да кажам. Точно, сите стојат позади или во зоната за гледање, каде што најчесто имаме и некои од гости кои што се интересираат за спортот да погледнат како се одвиваат работите. Овдека во клубот ви е прво искуство или? Да. Така. И како се сноѓате? Па се трудиме, интересно е, луѓето сите што доаѓаат овдека имаат претходно некое си искуство со оружје, знаат како се ракува, битно сите го ценат тоа. Така, вие имате претходно искуство? Да. Добро, ви посакувам многу среќа во клубот, успеси, да нижите успеси нели како во Македонија, така и надвор, па се гледаме повторно. Фала. Дали си спремен? Врати рамка. 6.48. Одлично. Само на пиштол кога го префрлаш од едната локација на другата да биде свртен во мета. Кога се движиш да биде таму свртен. Дали си спремен? Да. Врати во рамка. 5.51, одлично. Оружје. Дали си спремен?
оружје, носи го рамка. Дали си спремен? Спремен. Спремен. Деветка на 6 сат. Седмица на 1 сат. Повторно деветка на 6 сат.